Ден за конзервирање во Оукленд, Калифорнија. Денеска работниците ќе точат пиво од нивно производство во 6000 алуминиумски лименки. Следниот месец овие лименки веројатно ќе бидат поскапи. Председателот Доналд Трамп неодамна потпише извршна наредба за зголемување на царините за челик и алуминиум. Увезениот алуминиум ќе се соочи со тарифи од 25%, што е повеќе од стапката на Трамп од 10% за време на неговиот прв мандат. Увозот на челик исто така ќе се соочи со минимум царини од 25%, бидејќи Трамп рече дека повеќе нема да ослободува ниту една земја од неговите давачки. Ова е почеток да ја направиме Америка повторно богата. Администрацијата на Трамп има за цел да го зајакне американското производство, особено американската индустрија за челик и алуминиум, кои се борат против поевтиниот увоз. Околу 1/4 од челикот што се користи во САД се увезува во голем дел од Канада и Мексико. САД исто така увезуваат околу половина од својот алуминиум од Канада. Но другите индустрии предвидуваат дека најверојатно ќе мора да платат повисоки цени додека го чекаат домашното производство на челик и алуминиум. Можеме да доживееме ренесанса за Калифорнија и челичната и алуминиумска индустрија во САД, што би било многу добра работа за нашата економија. Негативните влијанија ќе ги почувствуваат сите останати. Тие би можеле да вклучат зголемени трошоци во многу индустрии, рече тој. Челикот и алуминиумот се поприсутни. Ги има насекаде. Тие се потребни насекаде. Градежништво, градење фабрики. Автомобилите се уште еден добар пример. Ни треба во секојдневниот живот. Овде, во пиварата Temescal Brewing, фокусот е на пивото во лименки. Во текот на изминатата деценија, нивното пиво, кое првенствено се доставуваше во стаклени шишиња, се префрли на алуминиумски лименки, правејќи ги пиварите ранливи на тарифи. За многу мали места може да значи да бидат отворени или затворени поради тарифите. Тоа не е нешто на што сме воодушевени. Оваа мала пиварница е дел од глобалниот трговски екосистем. Сладот доаѓа од Канада. Можноста за поголема трговска војна го загрижува директорот. Овие работи не плашат затоа што веќе се соочуваме со некои значени спротивставени ветрови. Сега, ако ненадено го изфрлиме нашиот синџир на снабдување, ќе стане многу поскап, а тоа станува уште поголема закана. Тарифите на САД за увезениот челик и алуминиум треба да стапат на сила на 12 март.